Во ред, ајде. Ќе се обидам да снимам некое видео, ако ми успее, ако имам доволно време, иако сметам дека сето ова изгледа фино. И така натаму, вечерва е 16 март 2023. Околу колку 9 часот на вечер, јас така добив некоја минута да сум сама и да можам да снимам нешто што ми се врти во главава цело време, затоа што често пати кога имам мисли јаки во главата, знам да си ги зборам самата на себе си, за да можам да се преслушам што тоа всушност ми се случува и зашто ми се случува и како е можно да се случуваат некои такви работи. И си реков, дај веќе кога си зборам сама, барем да го снимам видеото, па да не сум сама. Драги мои, ние живееме во едно невообичаено време. Ние живееме во едно време не време, како што го викаме нели често пати насекаде. Ова е време не време. И по тоа време не време може да се подразберат многу нешта. Знаеме колку е комплексен животот, но јас себе, например, бидејќи имам дете прваче, мало дете од 7 години, во мајке пуни 7 години, мојот фокус и внимание на време не време е баш од тој аспект. Аспект на неговиот живот, она што на него му се случува во овој момент. И можам да кажам на вистина дека е време не време, едно чудно време во кое што живееме, во кое што на вистина човек да вреди да се запраша зошто е ова вака. Чудно е, зошто е ова вака. Едноставно, денеска имаше една ситуација во школа, наставничката ме викна, вика имавме Снежана, нели, инцидент денеска. Викам, каков инцидент? Јас помислев дека моево нешто направило. Некоја белја, викам, леле, дека 2-3 дена уназад наставничка ми се жали дека ете Христијан е немирен, малку аздисува на час, треба малку да му се зборува и тоа се јас веќе неколку дена дома, нели, него го му трубам. Кико, значи, таму сте на школа да учите, немојте да ја растажувате наставничката, ова, она, и веќе фокусирана да ми каже некоја лоша вест, дека он нешто лошо направил, но токму спротивното. Пред да го продолжам видеово, сега се сетив дека не е на одмет да го кажам моето интро, кое што честопати го кажувам за сите оние кои што можеби прв пат ги гледаат моиве видеа. Јас сум Снежана, ова е каналот Снежа мрежа приказни или Снежа мрежа сторис. Го правам со цел да допрам до многу луѓе. Тоа е целта, да допреме едни до други, да допреме, да се поврземе, што би се рекло, на тој начин што секој што ќе ја слушне приказнава и ќе имал истото или слично искуство може да сподели мислење, да пише нешто во коментар, затоа што во денешно време треба само општо секогаш треба да ги искористиме сите ресурси кои што ни се нудат, да смениме нешто кон подобро. И бидејќи во овој момент јас го имам само овој начин да нешто променам и нешто едноставно направам. Може би нема ништо да променам, но да не седам така со скрстени раце, нешто барем да се обидам да направам, да се смени нешто околу мене, што би се рекло, и нормално ако секој од нас направи барем по еден чекор, нештата можеби ќе се сменат. И затоа го правам каналот Снежа мрежа приказни, за да можеме да искомуницираме едни со други преку коментари, и на тој начин секој да се крене од оваа успаност и зачмаеност во која што сме. Знам дека многу мина ќе приговорат дека
со нашава држава работата е готова, значи овде што вика Сузана од Сиви камиони црвене боje филмот, овде и Бог рекао лаку ноќ, ама ете, некои од како мене, значи не знам како и да сме, што и да сме, значи се трудат и понатаму да нешто направат, да нешто сменат. Затоа што без оглед на тоа каде си, значи и без оглед на тоа што и како се случува во твоето окружување, не може никогаш да се најде оправдување, например, да речеме, за лошите дела, за лошите постапки. Лошо дело е лошо дело, па кога год да е направено и каде год да е направено. Инаку не можам да гледам во објективот горе, зашто се деконцентрирам, затоа гледам вака надоле, не ми замерувајте, што не гледам директно во камера. И сакам да кажам дека нели убиство е убиство, кражба е кражба и секогаш треба да биде осудена. Бидејќи сме поврзани како еден буквално како еден огромен едноклеточен организам кој што е поврзан и функционира. И она што го правиме ние овде се одекнува низ тој духовен невидлив простор кон другите луѓе, кон другите единки. Е многу важно што правиме. Многу е важно што правиме. И да се вратам на темата, нели, она заради кое што почнав. А тоа е дека, нели, наставничката ми вика Снежана инцидент. И ја влегувам во училница и понесена од тоа чувство дека се плашам Христијан да не направил некоја лоша работа, 10 минути ми требаше да сватам дека всушност Христијан го истепале денеска во школа. Значи Христијан денеска едното негово соучениче му застанал на врата, Христијан сакал да влезе со некој другарче од друго оделение и поентата била као нема што ти тука да влагаш со деца од други оделенија, значи јас ќе те решам као работа, овој рекол као дај пушти ме, не дрн, да го фати за коса, неговото другарче моево дете, да го фати за коса, да го влече до другиот крај од училницата. И фино лепо да го направи бумбаро тепање. При што Христијан се расплакал, плачал. Другиве деца, мислам, нели изреагирале така натаму, тоа било дел од секунда, наставничка е било вец. Че таа не може ни да мрдне од нив. И целата работа беше, наставничката не е крива, а ќе ви кажам и зошто го мислам тоа. Ке рече некој, ма како тие таму се загледаат? Не. Проблем може да се случи буквално и пред нашите очи. А ќе ви кажам, и случај ќе ви кажам, од кој што ми е срам да го кажам, но ќе го кажам, како доказ дека нештата може да се случат и пред нашите очи. Разговорот со мојата наставничка, со мојата прекрасна наставничка, која е вистински ангел според мене, беше тоа, беше заклучокот од целиот муабет дека постои огромен процент на врсничко насилство. Затоа и го почна видеото и затоа сега моментално кога седев овдека си ги средував мислите од денешниот ден, сваќам колку всушност е зголемен коефициентот на нетрпение помеѓу нас сите. Ние просто се мразиме. Што се случува со светот? Што се случува со светот? Дали некој од вас кој што го гледа ова видео има одговор? Или може би барем само онака нагаѓа? Кој е одговорот? Зошто во Македонија во овој моментов има толку голем коефициент на омраза едни спрема други? Зарем сите оние нешта што ни се случуваат успеале да го поклопат чувството на заедништво, љубов, желба за другарување со другите луѓе? Зарем порано, еве ако речеме трката по пари, зарем порано немало потреба од материјални добра, немало потреба зарем порано од храна, облека, успех. Зарем порано не се трчало по плата, по заработка и слично. Но во денешно време се чини дека само тоа единствено е важно.
Луѓево како на вистина да не знаат дека животот не е само тоа. Дека и другите луѓе едноставно се премногу не важни, туку премногу важни за нашето живење. И ние не можеме да се сведеме само на тоа да фатиме шпринта од државава со бугарскиот пасош и сме ја решиле целата ситуација. Животот не завршува само со тоа. И не се врти само околу тоа. И не е само тоа. Дојде моето синче. И затоа сакав да кажам дека мораме сериозно да си ги чукнеме главите. Мораме сериозно да размислиме, бидејќи животот, нашиот Спасител Господ Исус Христос рекол, не е само јадење и пиење. Туку е многу повеќе од тоа. И мораме да размислиме што ќе направиме понатаму. Ова е навистина страшно. Да речеме чао. Чао. И да се спремаме за спиење, да легнеме и не да го заборавиме овој ден, бидејќи тоа сепак не треба да се заборави, сепак на некој начин поука за сите нас. За мене, тоест, сите нас, значи за мене, секако, и за моето дете, за мојот сопруг, и за мојата мајка и така натаму. И да извлечеме поука како понатаму ќе реагираме. И воедно, навистина, многу би сакала да се потрудиме, да го направиме овој свет малку подобро место за живење, бидејќи парата не е се. Парата не е се. Еве сега ми текне нова, сакам да го спомнам за ситуациите што се со малолетнициве односно со средношколците на кои што им било подметнато дрога во пијаловците и така натаму, во кафичи, кои што си го одзеле животот наводно. Претходно исто така што имаше едно детенце жртва на булинг во некоја средна школа, не памтам која. Кој дете? Ова детето? Мрачна е ситуацијата во нашето општество. Мама? Мрачна. Што го тепала на самница? Ајде сите да се немаци, тоа не е, обратно беше. Ајде сите ние што го слушаме, кој да го гледа ова видео, впрочем, да се обидеме да направиме многу мал чекор, сите заедно, да ја смениме оваа ситуација, бидејќи ако ние не ја смениме, нема никој да ја смени. Ама не може така натака. Мора. Ви посакувам на сите лека ноќ. Посакувам вакви ситуации да не се случуваат. Да се покажеме сите како паметни, интелигентни суштества, што се нормално се разликуваат од крволочните животни по тоа што имаат памет, можност да искористат слободна волја, да направат нешто за своите животи, да не личиме на животни, туку да личиме на словесни битија. Лека ноќ.